Светскиот ден за заштита на животната средина се одбележува секоја година на 5 јуни. Целта на одбележувањето на овој датум е свртување на вниманието кон еколошките проблеми во светот, а по тој повод се организираат бројни активности со учество на јавноста, владиниот и невладиниот сектор. Еколошкото друштво Виножито Отсти по повод Светскиот ден за заштита на животната средина реализираше еколошки час во ресурсниот центар Еколошки парк Виножито, заедно со основците од штипските училишта кои учат во Димитар Влахов, Ванчо Прке и Славејко Арсов. Овој светски ден го одбележуваме со учениците од основните училишта во градот. Тие се добродојдени на овој светски ден, сакаме да го одбележиме, да ја заштитуваме природата, да уживаат во низината убавина, но и да се стекнат со еколошка култура. Тоа е нашата главна поента на овој еколошки час. Темата е заштита на животната средина, но и стекнување на еколошка култура. Тоа е нашата главна мотивација што денеска престојуваме во овој еколошки парк, што нашиот член Трајанче Стојковски со неговите вредни раце го направил и го подари на Виножито. Годинашното мото на одбележувањето на Светскиот ден за заштита на животната средина е поврзување на луѓето со природата, а учениците знаат како да се грижат за здравата животна средина. Пораката е упатена кон сите да дадеме допринос за зачувување на чиста и убава природа. Ние денеска дојдовме овде по повод на Светскиот ден на животната средина. Овде е многу убаво, има природа и ние денеска овде ќе го држиме часот во природа. Еколошки ден и за да го одржуваме во природа може многу да научиме. Нашето училиште досега има учествувано во низ активности и многу сме среќни што можеме да придонесеме нешто за нашата животна средина преку овие предавања. Ние и во училиште учиме како дека треба граѓаните да имат поголема свест за заштита на нивната животна средина и на овој ден сакаме уште повеќе да подигнеме свеста и да им покажеме на луѓето дека без животната средина, ако не ја заштитуваме, дека повеќе нема да постоиме. Еколошкиот час во паркот на Еколошкото друштво Виножито беше надополнет и со настап на учениците од Државното средно музичко училиште Сергеј Михайлов, кои што приредија концерт на изворни инструменти, а се пеа и стари македонски народни песни.